Заев, јас се обидов со крајно внимание да укажам на возможни ризици без да навлегувам во некој секојдневен критицизам на постапките кои што сте ги превземале досега. И од тој аспект со внимание ги одбрав и изјавите. Јас не ги употребив најрадикалните изјави, нити од Бугарија, нити од Грција. Реков, изјавите на господинот Каракачанов ги тргам настрана. Не ви спомнав изјави на министри во сенка на Нова демократија, кои што одат далеку по-радикално од изјавите на господинот Мицотакис. Од друг аспект, ние во двата договори оставивме простор низ тие комисии за историја, историски комисии, се уште тој балкански национализам кој што, внимавајте, не е карактеристика на македонскиот народ, заради тоа што ние секогаш сме се забореле да зачуваме нешто што е наше. Ние никогаш не сме кажале дека бугарите не се бугари или грците дека не се грци. Проблемот бил, ние имаме дефанзивен пристап од целата проблематика. Но ме плаши дека може да ни се случи токму во клучниот период кога треба да ги береме плодовите од таа кнедла што вие ја голтнавте, да заглавиме. Зошто? Заради тоа што во Бугарија, за разлика од другите држави, левицата е поригидна за ова прашање од за себе свој причини. Од за себе свој причини. Можеме да предпоставиме, да толкуваме, не е тема денеска тоа. И вие знаете, господјата Шекеринска одобрува, јас знам и така натаму. Не само заради тоа што е опозиција, туку е посебен вид на опозиција. Во неа демократија влијанието на грчката црква има исто така големо значење. Веројатно вие сте ги добивале брифинзите. Јас сум добивал некои материјали какви се лоши, болни и жални изјави даваа грчките владици на епархиите во Северна Грција. Болни и жални изјави. Болни во смисла дека болат, не дека сакам, не дека сакам да навредам посебно не великодостојници. Од тој аспект, прашањето беше во насока на ризиците. Вие си ја држите линијата на оптимизам, тоа се гледа, јас си го предпоставував дека ќе го имате како линија на оптимизам, како и за претходното прашање, така и за ова прашање. Не ми беше толку да добијам одговор, ми беше повеќе битно да ви укажам што размислувам јас на оваа тема, на јавна сцена, на вид на сите наши колеги и на вид на целата јавност. Благодарам.